Почитувани мои сограѓани, жители на општина Брвеница, добар ден, добри домакини. Ви благодарам за честа и одвоеното време, затоа што е недела, ден за семејството, за децата, а вие сте овде да ни направите чест, да дадете поддршка, да не охрабрите, за да можеме да го зграбчиме најдоброто. Најдоброто за Брвеница, најдоброто за Северна Македонија. Навистина, ова е една од нашите најубави општини, најперспективни општини. Имаме работлив народ и заслужува подобро. Беше зборувано од страна и на нашата носителка на листа и на нашиот кандидат за градоначалник, но ја не кажа. Навистина, во целиот овој период позади нас направивме многу. Направивме многу во време во кое што го одбележавме како време на носење на крупни историски одлуки. Одлуки кои што не направија членка на НАТО. Одлуки кои што ни го сплотија и обединија нашиот мултиетнички народ. Одлуки согласно кои изградивме пријателство со соседите и со целиот свет. Одлуки кои што целиот свет ги респектира, ни се поклони и ни даде поддршка. Денеска имаме земја за почит од целиот свет, имаме пријатели од целиот свет и во тоа време покажавме како никогаш досега најголема поддршка до локалните самоуправи, до општините. Инвестиравме огромни средства за пари. Не заради тоа што премиерот е поранешен градоначалник, затоа што веруваме дека силни општини прават среќни граѓани, затоа што 70% од потребите на граѓаните се врзани со училиштата, со градинките, комуналните предпријатија, со општинската администрација и затоа инвестиравме огромни средства на пари. Покажавме дека може да изградиме општество на асфалти без кал улици, општество каде што ќе се инвестира во водоводни и канализациони системи, општество во кое што алоциравме 550 милиони евра директно ваши буџетски пари за локални проекти, за да можат општините да одат напред. И во такви околности ви тврдам, ако во услови кога се решаваа најкрупните прашања, изнајдовме капацитет, пари, финансии, за да ги поддржиме општините, следните 4 години ќе бидат историски години за нашите македонски општини. Убеден сум дека ќе успееме во тоа. Затоа, денеска сум исправен овде пред сите вас да побарам поддршка. Овој пат мораме да ја дозавршиме работата. Имаме шанса со доктор Мирко како никогаш досега. Тоа го знаеме сите. Убаво е во слободата која имате толку многу советнички листи, кандидатски листи за градоначалници, но тука е и нашата шанса. Затоа, почитувани македонци, почитувани албанци, почитувани социјалдемократи, припадници на нашата коалиција, но и почитувани припадници на ВМРО-ДПМН. Сега му е мајката. Да си го поддржиме нашиот доктор Мирко Стојановски, да го поддржиме да имаме градоначалник, човек со душа таков како што го знаеме, човек кој што целата своја љубов, целото своје срце и душа ќе ги вгради овде, во развојот на вашата и наша општина Брвеница. Ве повикувам да дадеме шанса да имаме конечно промени за пресврт, промени со кои што општина Брвеница ќе се гордее. Ве повикувам да гласаме за број 12 за доктор Мирко Стојановски. Во периодот кој што предстои пред нас, општините ќе бидат уште поважни од тоа што се и досега. Но ќе почнам зошто тоа ќе биде така. Затоа што покажавме дека нашата земја има и капацитет материјален, и финансиски капацитет, ако парите се инвестираат таму каде што треба. Во граѓаните, во инфраструктурата, во нешто што живот значи, а не во глупости, како музеи, споменици, златни огради, жални врби и што ли уште не. Покажавме дека имаме пари да поддржиме покачување на платите. Денеска платите се покачени видливо. 3 пати повеќе просечната плата е покачена, отколку во времето на ВМРО-ДПМН. Денеска
Просечната плата во државата е 28.744 денари. Пред 4 години беше 22.400. За 6.300 денари е покачена просечната плата. Минималната плата не пред 100 години, пред 4 години 8-9 илјади беше во фабриките. Сега е 15.200. Во вакви околности тоа е скоро дупла. Во време на пандемија, 18 месеци имаме пандемија во светот и во државата, во време на уставните промени, референдумот, на претседателски избори, парламентарни избори, што ли не се случуваше во државата. Во време кога ги донесовме крупните одлуки, да си го обединиме народот, тоа што Брвеница не учела наш струмичани, Штипјани, Охриѓани, Кичевчани, сите, со животот, единството, го изградивме на ниво на државата. И веќе денеска сите може да видиме, никој не губи ништо од тоа. Но во единството е силата. Успеавме да ги покачиме и платите, и пензиите. Од 1 јануари пензиите ќе се пресметуваат по новата методологија и секој 1 јануари и 1 јули ќе растат со видлив пораст на пензиите, затоа што во методологијата ќе го вградиме и критериумот пораст на просечната плата. Како растат платите, така ќе растат и пензиите. Затоа што возрастните наши граѓани ни оставиле нашите татковци и дедовци се што имаме денеска да негуваме и да унапредуваме. Покажавме дека има пари во државата за се. Во овие времиња знае и досегашниот градоначалник на кој што ќе му се заблагодариме и рете, колку и да е пријател на Заев, да препушти солчето. Затоа што треба нова енергија, треба ново време. Во овој период прво поделивме 50 милиони евра државни пари да им помогнеме да се раздолжат општините. Беа во долгови до гуша. 120 милиони евра должија само општините, плюс 100 милиони комуналните предпријатија. Со тоа успеавме голем дел од нив да ги раздолжиме и сега денеска сите општини се стабилни. Не застанавме тука. 550 милиони евра инвестиравме пари во општините. Со вакви инвестиции дефинитивно оставивме печат на секаде. И во руралните, и во урбаните средини. И во низините, и во планинските села. На секаде рамноправно инвестиравме. 35 милиони евра се проектите само од ТАФ. 100 милиони евра се проектите за водоводи, канализации и прочистителни станици од Европската инвестициона банка. 70 милиони евра се од Светска банка за локални патишта и улици. 35 милиони евра се проектите за туризам. 40 милиони евра без малко дадовме преку Агенцијата за финансиска поддршка на руралниот развој. Инвестиравме 100 милиони евра директно од буџетот, капитални средства за поддршка на самите општини. Преку 500 милиони евра. Ако на тоа ги додадеме европските пари, европските проекти, каде што државата учествува од 15 до 50%, поминуваме сума од 700 милиони евра. И затоа, какви сме, докажавме. До пред 4 години, апсолутно скоро ништо не се инвестираше во општината. Продолжуваме со реконструкција на улици и патишта. Продолжуваме да инвестираме во води и канализации, во детски градинки, реконструкција на основни и средни училишта, спортски терени и објекти. Инвестираме во квалитетен живот на граѓаните. Затоа, главен сегмент на нашиот фокус ќе биде екологијата, здравата животна средина, поддршка на економијата и генерално инвестиции во неопходната инфраструктура. Затоа, почитувани мои сограѓани, сакам да знаете, се што вашата влада со ваши пари помогнала во последните 4 години за развојот на општина Брвеница. Направено е реконструкција на локалниот пат Милетино-Челопек, реконструкција на локалниот пат и изградба на основното училиште во општина Брвеница, реконструкција на собирна улица во село Челопек, изградба на систем за одведнување отпадни води за населените места Брвеница и Долно Седларци, изградена е детска градинка со капацитет за 80 деца, реконструиран е општинскиот пат до село Трново, реконструиран е општинскиот пат од село Милетино до село Блаца. Во следните 4 години сакам и јас денеска да го дадам нашиот збор заедно со вашиот кандидат за градоначалник. Затоа што, навистина, ваков човек,
ваков кандидат за градоначалник, како што е Мирко Стојановски, е ретка прилика која што не смееме да ја испуштиме. Многу зависи од името, од личноста, од карактерот на човек. Затоа што со неговиот иден тим, начело со ова советничка листа, која што ја води Светлана Стаматовска, овие луѓе овде, и младост, и енергија, и искуство, и години зад себе, сите заедно, може да бидат одличен тим со кој што сите ќе се гордеете. Затоа треба да го поддржиме на доброто. Затоа треба да гласаме за бројот 12. Затоа што тоа е најдоброто. Во периодот што предстои пред нас, ќе биде комплетно завршена канализационата мрежа, а ќе направиме заокружување на проектот од големо значење за општините и за граѓаните, за повеќе да не плаќаат празнење на септичките јами. Го знаеме проблемот кој што постои во селото. Проектот ќе го реши проблемот на околу 16.000 граѓани од ова наша македонска општина. Ќе биде изградена клучката за излез и влез кон Скопје. И конечно дека ќе е така, доказни се се што е направено досега. Сите знаеме од колку голема важност е овој проект за општината, со што ќе се реши прашањето на сообраќајниот метеж не само тука, туку и во Тетово. И тоа мораме да го направиме. Знае нашиот председател на општинска, веќе со министерот за транспорт и врски работиме на адаптирање на проектната документација, да влезе во програмата и тоа да го завршиме. Истовремено ќе биде изграден патот во населеното место Радиовци, во населбата Поречко Мало. Ќе биде изграден тротоарот на главната улица, што ги поврзува двете населени места, село Долно Седларце и село Бравеница, и ќе бидат поставени канделабри. Ќе биде изграден тротоарот на главната улица, исто така, кој што минува по главните населени места во ова прекрасна наша општина. Планирана е реконструкција и изградба на постоечкиот, инаку руиниран систем за наводнување, кој што ќе биде ставен во функција за што ќе се олесни за сите земјоделци проблемот со наводнувањето. Ова ни е земјоделска општина, значаен дел од граѓаните живеат од земјоделието и сите ние се гордееме со земјоделските производи кои што се направени тука. И земјоделците ни се сведок дека цените никогаш не биле повисоки, дека никогаш порано вака не бил осигуран пласманот. И тоа е доказ дека не сме сите исти, дека сме различни. Ке финансираме и во селата, и во инфраструктурата, но и во полето. Системите за наводнување и полските патишта ќе бидат еден од главните наши приоритети. Ќе бидеме фокусирани комплетно на услугите за граѓаните, а не на злоупотреба на парите на граѓаните. Директно од централниот буџет, ако насочивме 550 милиони евра во време на најголемите предизвици, во време на носење на најхрабрите одлуки, во време на 18 месеци пандемија, и те како тоа ни е најсилниот аргумент, дека сме проопштински ориентирани, дека во тоа веруваме дека носи квалитетен живот и дека само така мораме да продолжиме. Од тука сакам денеска да го имате и мојот збор, затоа што прв пат вака барам исчекор од сите, и од македонците и од албанците, да застанете зад нешто што е проверено, нешто што е добро, нешто што е најдобро, затоа што тоа ќе предизвика сериозен пресврт, ќе остави трага, прво дека нешто заедно сите сме направиле, а второ дека ќе бидеме победници во севкупниот надпревар на општините. Победници ќе бидат граѓаните на Брвеница и цела општина Брвеница. Во периодот кој што предстои, почитувани граѓани, наша главна цел е да влеземе во вториот круг. Отворено и транспарентно ќе зборувам пред сите. И затоа ред е да кажам нешто за нашите директни противници. ВМРО ДПМН е нашиот директен противник, како сме поставени. Во вакви околности нема да зборам ништо лошо. Имат кандидат кој што добро е офајден од Фудбалската федерација на Македонија. Јасно ми е тоа се. Да си остане таму, нека терат работите, да ни дадат подршка тука. Сите заедно. Затоа што, кога се работи за здравието, доктор Мирко Стојановски не ги дели. Не ги дели не СДСМ, не ВМРО, ни македонци, ни албанци, ни никој. Тука е за сите. Сега му требат граѓаните на него.
Зошто? Заради тоа што е докажан каков карактер. Заради тоа што без разлика колку е кревко здравието или не, љубовта е поголема. И еве го вграден овде, трча на чело. Зошто? Затоа што има голема љубов. Тој има своја професија, има своја амбуланти, има што да работи во животот. Но знае дека не е доволно. Дека сите сме должни нашето знаење, нашите конекции, нашите пријателства, да ги вградиме за добро на нашиот народ. Неговиот народ е тој, Брвеница и сите граѓани на општина Брвеница. И затоа, до сите граѓани подеднакво, исправено, барам поддршка. Дајте поддршка на бројот 12, на доктор Мирко Стојановски, на Светлана, на ова советничка листа позади нас. А јас ви ветувам дека не тој мене, јас нему ќе му бидам десна рака, за да ги поддржам проектите, за да изнајдеме финансирање, за да можеме да изреализираме, за да можеме сите да кажеме видовте ли ве, ако се сака дека се може. Тоа ќе ни биде конечната цел. И затоа сакам да ја побарам поддршката од сите. И до граѓаните албанци. Ако некој стои еднакво за сите граѓани, извинете ме, ама прв сум јас, Зоран Заев, кој што го донесе концептот едно општество за сите. Кој што предизвика албанците да гласат за македонците и македонците да гласат за албанците и сите да гласаме едни за други. Да биде важен граѓанинот, личност, човекот, политиките, програмите. И во тоа име барам поддршка и од граѓаните албанци, но и од сите други наши етнички заедници. Затоа што рете едни со други да се поддржуваме. Да го поддржиме тоа што е добро, тоа што е најдобро. Да го поддржиме тоа што вреди. Затоа што од нашата поддршка и од нашата одлука зависи каков живот ќе живееме, каква инфраструктура ќе имаме и каква општина ќе имаме. 70% од работите на граѓаните се поврзани со општините. Школи, градинки, комунални предпријатија, општинска администрација. Од 1 јануари одиме со третата фаза на децентрализација. Со нас е овде заменик министерот за локална самоуправа Зоран. Знае дека ги донесовме одлуките на владата. Фискалната веќе ја објавивме со министерот за локална самоуправа и министерот за финансии. Од 3% персонален данок на доход што доаѓа до општините, ќе го дуплираме, ќе биде 6%. Данокот на додадена вредност 6%. Огромни стотици милиони денари се тоа пари, изворен приход на општината. Дополнително, огромен број на надлежности. Со година ќе ги пренесуваме кон општините. Водостопанските предпријатија нема што да се под Заев и под владата. Тие треба да дојдат под општините. Шумските предпријатија во голем дел од нивната надлежност, пред се во концесиите и приходите, треба да бидат под општините. Здравствените домови, центрите за социјални работа, одредено приходи од земјиште, градежно или земјоделско, да доаѓаат до 100% како приход на општините. Тоа се ресурси кои изведат од тука и ќе ги предадеме на општините. Комплетно владата ни е ориентирана кон општините, затоа што веруваме дека децентрализацијата значи и демократизација на нашата земја. Со такви чекори процеси ќе ги јакнеме општините. А тоа само по себе е повеќе причина да внимаваме за кој гласаме и како гласаме. Сме давале ние поддршка секако овде и во Брвеница и во цела Северна Македонија. Тоа го знаеме сите. Овој пат ни треба поддршката за нас. Затоа што понудивме кандидати изворедни. Луѓе кои што сами по себе се веќе докажани, профилирани, ги знаете сите нивни предности и слабости, знаете точно каков карактер се, знаете дека добро ќе служат на општината, знаете дека се честни, дека се транспарентни, дека се контактибилни, секој пат да може да допрете до нив. Затоа ја бараме вака поддршката овој пат во Брвеница за нашата понуда. Оваа наша понуда дефинитивно ќе донесе благодет на сите. Ветувам дека нема да ги делиме граѓаните по ниеден основ. Доказ за тоа сме токму ние. И денеска не ги делиме граѓаните по ниеден основ. Дека нема да ги делиме и населените места по ниеден основ. Доказ сме токму ние. Рамномерниот регионален развој и рамномерниот општински развој се обврска за сите. Затоа што едно детенце, дали од помало село, поголемо село, градот, е детенце. Тоа исто е важно. Вреди најмногу на свет. Секоја инфраструктура инвестирана за младите, за децата, е вековиште кое што останува. И затоа ви гарантирам и ветувам, подеднакво ќе инвестираме
во сите села, под еднаква инфраструктура ќе градиме насекаде и нема по ниеден основ да ги делиме граѓаните. Само ја бараме поддршката за доктор Мирко Стојановски, за советничката листа на СДСМ и коалицијата, за бројот 12, за најдоброто за Бровеница. Затоа, тие што се членови на СДСМ, ама верувам еве и на нашата коалиција, давам задача како председател на партијата, да си поминете куќите и да разговарате. Да разговарате со сите аргументи што ги имаме позади нас. Дека не сме исти, различни сме. Дури во заедничката коалиција сме различни. Различни сме, единствени сме, уникатни сме. Требаше храброст, покажавме храброст. Требаше дома да се сплотиме, ние го направивме тоа. Пријателство со соседите, со целиот свет, ние го направивме тоа. Дојдоа сите лидери да ни изразат почит. Не беше за Зоран Заев од Муртино таа почит. За нашиот народ беше. За тоа што сме таква држава, за тоа што сме таква нација. Дојдоа сите, канцеларката Меркел, Тереза Меј, премиерката на Британија, министри за одбрана, дојдоа премиерот, не знам, и канцелар на Австрија, дојдоа премиерот на Чешка. Викат и папата да дојде, и папата дојде во Скопје. Каде и да одев? Каде и да одев во светот, во демократскиот свет? Со црвен тепих бевме пречекани. Заради почита према нашата земја и према политиките кои што ги градеме овде. Држиме европски лекции на многу земји членки на Европската унија. Затоа што сме европејци. Затоа што заслужуваме да бидеме членка на Европската унија. И ако некој може да ги исполни стратешките цели на ова наша земја, ова наша коалиција, ова наша политика. Друг никој. Има можност сите 26 години. Евене за 4 години. После 26 години митинзи, ветувања, ЕУ, НАТО, еве го НАТО. Донесовме НАТО и денеска може да сонува некој за конфликти, за војни, за било какви кавги. Денеска имаме стабилна земја, сигурна, безбедна. Територијалниот интегритет комплетно е заштитен. Сувереноста на државата комплетно е заштитен. И тоа што беше дискутабилно, опишано е во личната карта Обединетите нации. Македонци што зборат свој мајчин македонски јазик. Го загарантиравме нашиот идентитет и ја остваривме најголемата стратешка цел, важна за секаде, за Балканите 10 пати поважна. НАТО членство. А НАТО е еден за сите, сите за еден. Па нека му е мисли некој, ако сака да прави конфликт повторно овде на територијата на Македонија. Затоа што сме членка на НАТО. Во времето кога ги прекршивме реализациите на Охридскиот договор и ги донесовме одлуките за законот за употребата на јазиците. Да ве потсетам, не беше пред 100 години. Се заканува дека македонците мора албански да учат. Дека не знам во Струмица, во Гевгелија ќе се учело албански. Каде е тоа? Лаги со опашки. Ама денеска имаме еднаквост. Секој си го користи својот мајчин јазик. И апсолутно се знае која е држава и држава на сите. И денеска имаме за резултат. Сите си ја сакаме државата, ама и државата подеднакво не сака сите. И еве, и ова го исполнивме. Денеска нема бој. Денеска нема кавги по автобусите помеѓу македонците и албанците млади. Денеска тие заедно соработуваат. Денеска сме сплотени единствени. Затоа што во единството е силата. Во единството е прогресот. Во единството е перспективата. И имаме прекрасно мултиетничко и мултирелигиско и мултикултуролошко општество со кое што треба да се гордееме. Тоа е нашата предност и таа предност до максимум ќе ја искористиме во полза на повисок економски стандард на нашиот народ. Тоа може само СДСМ и коалицијата. Сите други лаги и опашки. И проблемот со Бугарија. Проблемот со Бугарија не може никој да го реши освен ова наша коалиција. Зошто? Заради нашите политики. Секој пат заштитнички за нашите најважни работи, ама истовремено водејќи грижа и за другиот. Низ диалог, низ дипломатија, низ трпение, низ разговор, ќе успееме.
ќе успееме конечно да ги отвориме поглавијата и кластерите за преговори со Европската унија. Јас сум уверен дека до декември ќе имаме прва меѓувладина конференција и ќе ги отвориме поглавијата. Зошто се важни? Затоа што на капацитетите на општината, на капацитетите на државата ќе бидат надоградени и европските капацитети. Се отвараат 300 до 500 милиони евра во првите 3 години годишно за развој на инфраструктура, за поддршка на економијата, за отварање на нови работни места. Затоа е ова наша борба. А при тоа да се европеизираме и да ги вградиме комплетно стандардите дома еднакви за сите. И јас во тоа име, во името на тоа што представува единствено известната иднина, која што води напред, барам поддршка денеска овде во Брвеница. Барам поддршка за нешто што е докажано, нешто што било добро, нешто што било подобро, може да биде најдобро, нешто што било измамнички, нешто што било голо политиканство, нешто што било потврда дека на политичарите им е важна само нивната политичка фотелја, без да имат храброст да носат одлуки за државата. Тоа не може да биде ни добро, ни подобро, ни најдобро. Тоа е лажен патриотизам кој што веќе е разобличен во нашата земја. Исправно патриотски е да обезбедите иднина на младите, на децата, на целата наша татковина. Исправно патриотски е да им оставиме на тие деца повеќе од тоа што нашите татковци ни оставиле нам. Исправно патриотски е да ги исполниме консензуалните цели на оваа наша земја. Исправно патриотски е да бидеме македонци во Македонија, со македонски јазик, признаени од целиот свет, со изградено пријателство за сите. Во тоа име барам поддршка, почитувани мои сограѓани. Не сме веќе мала и млада држава. Ние сме 30 години самостојна и независна Северна Македонија. И со целото наше искуство замолувам за сите со кои што ќе разговарат, да го стават прстот на челото и да размислат што е најдобро за нив, за нивните деца, за нивното семејство, за нивното мало, за нивното село, за нивната општина, за нивната татковина. И така нека ги носат одлуките. Затоа што сега народот одлучува. Да, може би не се овие историски избори, но последиците од изборите може да бидат историски. Затоа е многу важно каква одлука и на кои луѓе ќе им ја довериме довербата да ни ја водат општината. Драги мои пријатели, сограѓани, иднината е во најдоброто. Иднината е во доктор Мирко Стојановски, иднината е во советничката листа на СДСМ и коалицијата. Иднината е патот по кој што тргнавме. Иднината е во најдоброто. Да живее Брвеница, да живеат сите нејзини граѓани. Да сте ми живи, здрави и вечни.